Огромните финансиски трошоци на водовод поради енергетската криза со која се соочува државата најверојатно ќе го намалат процентот на реализација на развојната програма на претпријатието оваа година, односно ќе има помалку пари за инвестиции или изградба на нова водоводна мрежа, рече на денешната седница на Советот ВД директорот Оливер Стојмановски. Водовод, како и останатите јавни претпријатија, бара државата да ги покрива трошоците за струја или барем разликата од старата до новата цена од јануари годинава, бидејќи како што рече директорот, цената на електричната енергија е зголемена за рекордни 350%, што пак ќе значи милионски сметки за претпријатието. Цена на струја е качена за 350%. И тоа нема да биде проблем само во Куманово, ќе биде проблем во цела Македонија. И ние како Водовод Куманово, преку Атком и ЗЕЛС, понесовме иницијатива да се прогласи криза во водоснабдување на територија на цела држава. И ако може државата да ги покрие трошоците за електрична енергија кои што од јануари ќе бидат енормно зголемени. Значи ние како ЈП Водовод Куманово во септември сметка за електрична енергија ни беше 1 милион и 11.000 денари. Во ноември 2 милиони и 100. Сега во јануари проектирано ќе бидат 8 милиони и 600.000 денари. Во однос на остварувањето на програмата, се надевам дека ќе биде остварена и мислам дека нашата сила и енергија треба да ја насочиме за поминување на енергетската криза, која што ќе има дополнителни негативни реперкусии врз работењето и на јавното претпријатие Водовод, како и на скоро сите други јавни претпријатија. Како што слушаме, веќе градскиот базен е затворен. Со проблеми се што соочува, ќе слушате понатаму јавното претпријатие Куманово газ, можеби сте запознаени од нашите сограѓани, нашите избирачи. Така да мислам дека нашата енергија и работа во Совет треба да ја насочиме во насока на надминување на реалните проблеми пред кои што сме ставени сите ние поради енергетската криза и цените кои што на реагенсите кои што поскапеа, значи струјата, гасот, кои што ќе има дополнителни негативни реперкусии, така да би сакала да се надевам дека оваа програма на јавното претпријатие Водовод ќе биде реализирана, но ако сме свесни за состојбата во која што се наоѓа и Македонија и светот, тогаш тешко дека нешто од оваа програма од инвестицијскиот дел ќе може да се реализира, за моја голема жалост. Според програмата за 2022 година, меѓу останатото се очекува да се изврши реконструкција на водоводната мрежа на улиците Иван Милутиновиќ и Славиша Вајнер, а претпријатието треба да добие нов ровокопач и друга нова механизација. Што се однесува до дефектите на водоводната мрежа, надлежните посочуваат дека зависно од тежината ги санираат во најкраток рок во текот на истиот ден кога настанал проблемот и дека граѓаните немаат поголеми забелешки во однос на оваа проблематика.